Почитувани гледачи, трет блок отворено студио 1 со мене и со колегата Владко Чаловски разговараме на една интересна тема, а тоа е работата на Црвениот крст на град Скопје, секако и оној пункт за бездомници. Во момент поток на оваа тема разговараме со Сузана Тунева од Црвен крст на град Скопје. Господја Тунева, добре дојдовте во отворено студио 1. Ви благодарам. Многумина од бездомниците во главниот град ги користат услугите на пунктот за бездомници кој што се наоѓа во момент поток. Колкава бројка во овој момент ги користи услугите, еве да кажеме точно конкретно какви услуги? Така. Пунктот за бездомни лица на територијата на нашиот град е отворен пред 10 години, заради тоа што навистина тогаш направивме проценка што е тоа што им е потребно на бездомните лица кои што се наоѓаат на територијата на нашиот град, и од сите она што го слушнавме и од нивните потреби и барања, одлучивме дека е потребно да има место каде тие луѓе ќе можат да престојуваат одреден временски период, едноставно да се погрижиме за нивното здравје, за животните потреби кои што ги имаат, бидејќи поголемиот дел од својот живот го поминуваат надвор. И токму заради тоа пунктот за бездомни лица денеска зборува, значи, интересни приказни кои што на некој начин се дел од живењето и постоењето на пунктот за бездомни лица, заради тоа што низ сето она што значи користење на услугите во пунктот, досега сме обслужиле и услугите во пунктот ги користат повеќе од 180 луѓе. Во почетокот имаше многу мал број на луѓе, ако се сетиме, значи во првата и втората година, едноставно луѓето кои што ги користат услугите се бездомни лица кои што имаат изгубено доверба во системот, имаат пред изгубено доверба во самите себе, имаат изгубено доверба во она што значи некој да му подаде рака и да му помогне да излезе од таа, да кажам, група на маргинализирани лица. Така да од година во година бројката се зголемуваше и сега зборуваме за една дата база на податоци од 180 лица кои што ги користат услугите 2 пати во неделата, а во текот на зимскиот период, кога имаме многу екстремно ниски температури, пунктот работи 24 часа, и секако во текот на летото, кога имаме пак екстремно високи температури, мобилните тимови се присутни на терен и повторно излегуваме во пресрет на тие потреби. Сега пунктот таков каков што е, ќе се надградува. Така е. Ќе се надградува затоа што не е доволен капацитетот за тие 180 луѓе, или затоа што вашата целта на Црвен крст е да за многу похумани услови, бидејќи од она што генерално знам, тоа е дека ќе стане еден вид на дом. Така. Да, пунктот за бездомни лица на некој начин се надградуваше од година во година, така да прво започнавме многу скромно, со многу мал простор, каде што тие можеа да одржуваат својата хигиена, да добијат чиста облека, секако да добијат ланч пакет, и имавме многу мала медицинска екипа која се грижеше за нивното здравје, заради тоа што тоа се лица кои што немаат здравствено осигурување, не можат да добијат лекови во аптеките, и сето тоа беше наша грижа. Како се зголемуваше нашата активност на терен, колку бевме повеќе присутни низ улиците на нашиот град, откривавме дека навистина овие лица имаат потребна од дополнителни услуги, дополнителни сервиси, така да го изградивме прво прифатилиштето на првиот спрат, каде што имавме негде можност да сместиме 16 до 20 лица во текот на зимскиот период. Дали тие ротираат или? Така, да, тие се менуваат, значи тие не се постојани, значи во базата се 180 луѓе, некои од нив го посетуваат пунктот 2 пати во месецот, некои го посетуваат постојано, некои престојуваат еднаш во месецот, така да цело време се луѓе кои што живеат еден номадски живот. Значи тоа е добро што постои тој пункт, што е отворен, што имаме база на податоци, социјален работник, психолог, лекар, значи комплетен тим на логистика кој што се грижи за тоа тие секогаш да можат кога ќе додат во пунктот да добијат чиста облека, да се избањаат, да добијат медицински преглед и топол оброк. Работи по принципот прв дојден прв услужен? Па не, значи тие се една група на луѓе кои што се кога ќе дојдат во пунктот, кога веќе ние имаме добро изградени релации со нив, си имаат ред, многу
се грижат за тоа како треба да изгледа пунктот, ги почитуваат правилата. Значи нема пушење, нема алкохол, додека се тука едноставно навистина зборуваме за нивните проблеми, да допреме до нивните проблеми и согласно тоа понатаму ги надградуваме социјалните сервиси за овие лица. Веќе можеме да зборуваме значи за пункт кој што има 2 спрата, значи можеме да ги поделиме мажите од жените. Бројката на легла се зголеми на 40. Добивме дополнителен дел каде што се одржува хигиената со дополнителни туш кабини и веќе како што кажавте сме во процес на изградба на трпезарија и дополнителни простори каде што ќе се грижиме повеќе за нивна ресоциализација заради тоа што едноставно извештаите кои што ги имаме од разговорите и психологот што ги води нивните досија сметаме дека со разговор со тоа како ги надминуваме сите тие препреки кои што доаѓаат на некој начин до нас, што е тоа што го направило тоа лице да биде бездомно лице, кои се причините, сакаме да направиме повторно враќање на тие луѓе во системот, за да не зависат од донации, да не зависат од нас. Едноставно Црвениот крст не сака да ги направи овие луѓе да бидат зависни од програмите што ги нудиме. Меѓутоа, постојано можеме да зборуваме навистина за луѓе кои што сакаат да си го решат проблемот. Едноставно пропаднат бизнис, алкохолот, понекогаш нерешени односи во семејството, луѓето ги фрла на маргините, да, и сето тоа допринесува да се направи еден дисбаланс во животот на тие луѓе, а зборуваме значи за овие 10 години имаме 20 луѓе веќе вработено во комуналните предпријатија на територија на Скопје, тие се веќе самостојни. Потоа исто така имаме фризерски салон кој што функционира во самиот пункт и претходно имавме лице кој што работеше, меѓутоа од бездомните лица има 2 лица кои што се фризери, меѓутоа едноставно не работеле, имале изгубено самодоверба. Сега тие се тие кои што го држат фризерскиот салон по самиот пункт, беа бездомници, ама сега се грижат, можат да работат, имаат и отворено дополнителни мали бизниси, така да зборуваме навистина за една добра ресоциализација. А ова што е исто така важно дека правиме трпезарија, причината зашто сметавме дека е потребна и ова имате ли финансиска помош или па на кој начин еве граѓаните кои што сакаат да помогнат при во тоа може да? Така. Значи пред се стварно благодарам што денеска сме тука и можеме да проговориме за ова заради тоа што пунктот функционира со поддршка на градот Скопје, со поддршка на индивидуални донации, со поддршка на одредени корпоративни, да кажем, предпријатија, корпоративниот сектор, кои што едноставно имаат такви политики за социјална одговорност. Проектот со изградбата на трпезаријата го започнавме заради тоа што сметавме дека треба да го задржиме интегритетот на тие луѓе, да имаат место каде ќе можат да јадат, да се дружат, да бидат ресоциализирани, да не биде тоа надвор. Социолошкиот аспект најважен за да не помине животот туку така кај тие. Едноставно да се заштити нивниот интегритет заради тоа што поинаку е кога ќе се седне на маса, кога ќе се добие топол оброк или сендвич, а сето тоа да го правиш на некоја клупа во дворот, навистина не ни се допадна и затоа влеговме во овој проект. Јас лично сум оптимиста и ќе ги искористиме и медиумите да го промовираме овој проект, еве преку вашата телевизија да допреме до корпоративниот сектор, едноставно да се обрати до Црвениот крст и заеднички да можеме да го финализираме овој проект. Јас се надевам дека на 12 јуни ќе имаме успешно завршен проект и дека сите ќе бидеме на некој начин горди што ќе можеме да им помогнеме на овие лица на еден поинаков начин да го доживуваат престојот во пунктот за бездомници. Идејата е да створиме едно топло катче, заради тоа што сметам дека на овие луѓе им треба нашата подадена рака, топлиот збор, убавиот збор отвара врати, како што нели велат нашите родители, и затоа мислам дека сето ова што го правиме сите заедно, новинарите, медиумските куки, поддршката која што очекувам да ја добиеме и од страна на граѓаните, на крај ќе резултира со добар проект. Така. Тунева, јас би сакал вака при крајот на разговорот би сакал да те прашам, во еден од претходните одговори спомена интересни приказни поминале низ овој пункт. Сведоци сме, знаеме некои луѓе кои што некогаш имале нормален живот, на крајот завршиле во пунктот за бездомници, спомена и за ресоциализација. Колку од нив, барем, имале луѓе кои што повторно се вратиле на стариот пат? Да, тоа е нешто што само ако може да се надоврзам на прашањето. Каков тип на луѓе најчесто завршуваат како бездомници? Да. Само на
кратко ако може за тоа. Да, значи се работи пред се на вистина за една успешна програма за ресоциализација, заради тоа што тука се вклучени доста искусни психолози, социјални работници и успеавме, како што пред малку кажав, за овие 10 години 20 луѓе од улица да ги вратиме во нормален тек на живење и сега тие се грижат сами за себе, имаат изнаемено соби каде што живеат, работат во јавните установи на територијата на нашиот град, пред се во комунална хигиена, паркови и зеленило. 20 од нив им помогнавме да отворат мали бизниси. Поголемиот дел од нив работат во списанието лице в лице, така да сите тие заедно веќе на некој начин се добри и успешни приказни за да ги мотивираат останатите. Тоа што радува е дека тие успешните приказни се уште дел од пунктот и заеднички со нив, со нивните добри приказни сакаме да ги мотивираме останатите, бидејќи сметам дека ништо не може да не се реши ако се има желба и се има добро обкружување, а тоа се нели нашиот тим и добрите луѓе во нашиот град, затоа што секој човек заслужува втора шанса. Тунева, ти благодариме на гостувањето. Јас би сакал тука, ако е се подготвено, да го повикаме од терен колегата од спортската редакција Слагјан Ивковиќ. Овој блок ќе го искористим исто така и за промоција на вечерашното отворено студио 1 кој што почнува во 18 часот по повод финалниот надпревар во фудбалскиот куп на Македонија меѓу Македонија Ѓорче Петров и Академија Пандев. Слагјан, доколку имаме комуникација, повели со информациите, ти се наоѓаш на националната арена Тодор Проески. Твое лево иде. Така, добар ден, студио, добар ден и за сите оние гледачи на 1 ТВ. Непосредно на некои 45 минути до почетокот на отвореното студио тука на Националната арена Тодор Проевски во пресред на финалната битка за куп трофеот во Македонија меѓу Академија Пандев и Македонија Ѓорче Петров. Надпреварот е од 18:30. Ние како 1 ТВ вршиме директен пренос и почнуваме од 18 часот со програма во живо или со отворено студио, каде ќе ни гостуваат и две лица или две фудбалски еминентни имиња кои оставија длабок печат и трага во македонскиот фудбал. Ќе разговараме нормално на тема домашен фудбал и за главните актери во финалната битка од Купот на Македонија. За тоа кои екипи стигна до самото финале, каков пат помина, што очекуваат или импресија од оној последен тренинг непосредно пред денешната финална битка, во продолжение предлагам да го слушнеме и прилогот и нормално изјавите од колегата Огнен Дојчиновски. Македонскиот национален куп го има своето 27-мо издание сезонава. Во самата завршница се екипите на Академија Пандев и Македонија Ѓорче Петров. Два тима кои по квалитет и капацитет во моментов можеби навидум се слични, но во суштина се различни од повеќе аспекти. Резултатски, затоа што Академија Пандев во моментов е екипа која е во топ 3 во домашниот шампионат, учесник во Европа, а Македонија Ѓорче Петров едва е обезбеди опстанок во елитата и тоа во последните 2 кола. Струмичани се млад и полетен тим кој во себе содржи десетици младински репрезентативци. На друга страна, Македонија Ѓорче Петров е тим во кој доминираат ветераните. Тренер очекува тежок надпревар, квалитетен противник, го респектираме противникот. Мислам дека ќе биде добар надпревар за сите нас. И мислам дека за нас е голем успех до финале што стигнавме и што постигнавме излез во Европа. Млада екипа сме, па имаме поискусни играчи и мислам дека да дадеме се од себе, квалитетна екипа сме и мислам дека ќе биде лесно. Така, што може да го реши мечот? Па кој помалку ќе сгреши, така, тоа може да го реши мечот. Ние сме спремни, добро тренираме, добра атмосфера во клубот и се надеваме на позитивен резултат. Тука секој играч дава максимум, нема предности и слабости. Значи, очекувам добар надпревар, па кој е подобар, нека подобар. Ние ќе даваме својот максимум и се надеваме на титула. За Академија Пандев ова е прв ваков предизвик. Воопшто Струмица, како фудбалски град, досега немала финалист во националниот куп. Македонија Ѓорче Петров пак може да се пофали не само со куп финалиња, туку и со титули како во ова надпреварување, така и во домашниот шампионат. Вечерва на Скопската национална арена Тодор Проевски од 18:30 со директен пренос и отворено студио на 1 ТВ од 18 часот.
Фудбалерите на Академија Пандев и на Македонија Ѓорче Петров веќе го почувствуваа зелениот ревник на националната арена. Го има оној прв допир пред финалниот надпревар. Се уште е рано нормално за публиката да пристигне на трибините, за оние кои не навреме не набавија карта и билет за да го гледаат надпреварот. Еден ТВ со директен пренос од 18 часот ќе емитува отворено студио, а потоа и пренос од надпреварот, нормално и целокупната церемонија и се што она ќе се случува во финалето на националниот куп. Студио, дали имате прашања? Да, слагам со оглед на тоа што знам дека со твоите гости во тој отворен дел од 18 часот сигурно ќе пружите една поширока анализа кој ќе го освои всушност овој куп. Но сепак една практика е во светот на фудбалот кога има финале да се знае кој е фаворитот на надпреварот. Македонија Ѓорче Петров годинава на домашен терен е многу солидна екипа. Знаеме дека Академија Пандев игра на пагачки фудбал. Меѓутоа, што велат коефициентите за победа? Кој е фаворит на ова финале? Вака, за многумина ова значи изненадувачки надпревар. Можеби некој очекувано е Академија Пандев што дојде до самото финале со оглед на тоа што и минатата година стигна до полуфиналето. Фаворити изразити нема, иако за многумина, како што кажав, Академија Пандев може да важи за благ фаворит на хартија со оглед на тоа што има многу подобра надпреварувачка сезона во домашното прволигашко првенство и обезбеденото трето место, а со тоа и пласман на летните квалификации во Лигата на Европа. Мотивираноста пред се мислам дека треба да припадне на страната на домаќинот, официјално Македонија Ѓорче Петров, со оглед на тоа што веќе обезбедија опстанок во домашното првенство, а финалниот купат значи победникот или освојувачот на купот на Македонија добива пак директен билет за квалификациите во Лигата на Европа. Така да, фаворити нема подобри од како што каже и двете екипи, подобри од нека победи. Останува еден ТВ да го проследи овој фудбалски спектакл од 18 часот со отворено студио со двајца гости, еминентни фудбалски имиња, а потоа од 18:30 директен пренос од надпреварот. Слаган, ти благодариме на вклучувањето. Ете, ја пренесовме атмосферата од националната арена Тодор Проевски. Се е подготвено, еве, и еден ТВ го има финалето ексклузивно како пренос, 18:30. Така, во 18 може да се следи отвореното студио 1 кој што ќе биде преселено токму на националната арена Тодор Проевски. Да, благодариме уште еднаш на Слагјан Ивковиќ. Јас и Антонио овде го завршуваме овој наш дел од отвореното студио. Денеска, ете, кога ќе го проследите ова, вечерва ја имате емисијата Печат на неделата, а потоа и интервју на колегата Боријан Јовановски. Се гледаме веќе утре со тебе, а во петок со мене. Така е. Довидување. Пријатно.